Вавилонската кула. По целата земја имаше еден јазик и исти зборови. А кога луѓето се селеле од исток, најдоа рамнина во земјата Сенаар и се населија таму. И си рекоа меѓу себе: ајде да правиме тули и на уган да ги печеме. И користеа тули наместо камен и земјана смола наместо вар. Потоа рекоа: ајде да си созидаме град и кула висока до небото и да се здобиеме со име пред да се растуриме по целата земја. Тогаш Господ се спушти да го види градот и кулата што ги созидаа синовите човечки. И рече Господ: ете, еден народ се и сите имаат еден јазик. Ова е само почеток на нивните настојувања. Наскоро ќе прават се што ќе наумат. Ајде да слеземе и да им го збркаме нивниот јазик за да не се разберат еден со друг што зборуваат. И така Господ ги растури оттаму по целата земја и престанаа да го зидаат градот и кулата. Затоа тој се нарече Вавилон, зашто таму го збрка Господ јазикот на целата земја и оттаму ги растури Господ по целата земја. Родословие на патријарсите од Сим до Авраам. Ова е родословието на Сим. Сим имаше 100 години кога му се роди Арфаксад, 2 години по потопот. Откако се роди Арфаксад, поживеа Сим 500 години имајќи уште синови и ќерки. А Арфаксад поживеа 136 години и му се роди Каинан. По раѓањето на Сала, Арфаксад живееше уште 330 години имајќи уште синови и ќерки. Сала поживеа 130 години и му се роди Евер, а откако се роди Евер, Сала поживеа 330 години имајќи уште синови и ќерки. Евер поживеа 134 години и му се роди Фалек. По раѓањето на Фалек, Евер поживеа 470 години имајќи уште синови и ќерки. А Фалек поживеа 130 години и му се роди Рагав. А откако се роди Рагав, Фалек поживеа 209 години имајќи уште синови и ќерки. Рагав поживеа 132 години и му се роди Серух. А откако се роди Серух, Рагав поживеа 207 години имајќи уште синови и ќерки. Серух поживеа 130 години и му се роди Нахор. По раѓањето на Нахор, Серух поживеа 200 години имајќи уште синови и ќерки. Нахор пак поживеа 79 години и му се роди Тара. По раѓањето на Тара, Нахор поживеа 129 години имајќи уште синови и ќерки. Тара поживеа 70 години и му се родија Аврам, Нахор и Аран. А еве го родословието на Тара. На Тара му се родија Аврам, Нахор и Аран, а на Аран му се роди Лот. Аран умре кај таткото свој Тара во родната земја во Ур Халдејски. А Аврам и Нахор се оженија. Името на жената Аврамова беше Сараја, а на жената Нахорова името ѝ беше Милка, ќерка на Аран. Аран татко на Милка и Иска. Сараја беше неплодна и немаше пород. И го зеде Тара синот свој и внукот од синот свој Лот, син Аранов, и Сараја, снајата своја, жената на неговиот син Аврам, па излегоа заедно од Ур Халдејски за да појдат во земјата Хананска. И дојдоа до Харан, каде и се населија. И поживеа Тара во Харанската земја 205 години. И умре Тара во Харан.